Добродојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Тони Јаревски. Добре дојде. Добро е, најдов. Благодарам на поканата. Тони, денеска денот започна со надворешна политика и продолжи со надворешна политика во Охрид, ама нели зборуваме за Хрватска, но во првиот дел од денот излезе веста дека Стејт департментот до Вашингтон, нели, до власта таму, поднесе извештај во кој што Македонија е ставена како земја со посебно место во новата американска геополитичка архитектура. Сега што е најинтересно, досега ова не ни се случило 35 години. Скоро во извештајот Македонија не е спомната како проблем. Исто е како пример на буквата П, ама разликата е многу голема. Драго ми е што ја отпочнуваме со ова прашање емисијата, бидејќи меѓународната политика е тема или област за која што треба многу време, многу посветеност, многу сериозни, искрени, чести намери за да ги видите резултатите. Се радувам што можеби е поле каде што еве и за 2 години дури таму кај што најмалку се очекува, односно најтешко се гледаат резултатите, можеме да сведочиме каде што Македонија направи неколку крупни чекори, каде што се стабилизира, каде што се консолидираше и каде што покажа типична разлика како не требало претходно и како би можеле ние да направиме. Тоа се едни здрави основи кои што понатаму треба да се негуваат и развиваат. Со Соединетите американски држави извештајот е само како една логичен след на настани. Претходно беше разобновен и договорот за стратешкото партнерство и сега со извештајот дефинитивно се потврдува ова што го велиме, дека Македонија веќе ја гледаат како партнер, не како проблем, што за нас значи многу. Тоа не значи само момент со кој што можеме да констатираме или да заклучиме дека имаме напредок огромен на тоа поле, туку значат можности, други сфери на соработка, основи за понатамошен развој, за понатамошни размени, за заеднички вложувања, за заеднички инвестиции, за работи кои што може да донесат добро и за двете страни и дефинитивно подобро секојдневие за нашите граѓани. Сведоци сме дека веќе интензивно течат контактите по долг период, повеќе области, не само од стратешкиот договор, туку и на што би се рекло на дневно политичко ниво, на дневна политичка основа, каде што има бенефити и Македонија и Соединетите американски држави. Во превод очекуваш во следниот период уште зголемена соработка и нели на секое поле. Се надевам дека лекциите од минатото се научени. Се надевам дека Македонија сега предводена од оваква нова власт која што знае да гледа еден чекор или два можеби во иднината, нема да го испушти овој момент, дека овие односи дополнително ќе добијат на тежина, ќе има дополнителни резултати, дополнителни проекти, дополнителни договори кои што ќе видат работи со кои што еден ден ќе се гордееме и ние и нашите партнери. Денот продолжи, како што кажавме, со потпишувањето на тој стратешки договор со Хрватска, една земја која што ни е пријателски настроена од самото обединување, неба диела бевме и долги години заедно во Југославија како нели републики, но еве сега и конкретно потпишуваме еден стратешки договор токму со една земја која што е блиску со нас, но и постојано ни помага на различни основи. Земја која што од нашето поднебје, земја која што е членка на Европската унија, земја со која што делиме многу заеднички погледи, но и исто така и заеднички предизвици кои што се соочуваме, едноставно земја која што ги разбира и поддржува нашите македонските напори и верувам дека очекувано беше да дојдеме до една точка каде што тоа пријателство ќе можеме да преминеме во едно ниво погоре како стратешко. Она што е многу важно да напоменеме во овој случај, при тоа можеме, ако сакате, да се навратиме, беа и неколку други билатерални договори направени, но она што ја би сакал да го потенцираме по однос на заблудите во кои што опозицијата се трудеше да насочи јавноста во изминатиот период, од тоа дека некои наративи дека Македонија е, не знам, изолирана земја, дека не знаеме кај се движиме и така натаму. Ако забележите, веќе имаме неколку стратешки односи и стратешки договори со земји од западната хемисфера
дискутира со Соединетите американски држави, со Хрватска, исто така преходно и со уште една членка на Европската унија, многу често беше дискутирани блиските односи и високата соработка како што е Унгарија на пример, се уште течат патем кажано тие односи, каде што практично беа демистифицирани нивните обиди да се замае јавност или да се направи некој спин. Сите овие работи укажуваат дека Македонија цврсто чекори кон нашите западни евроинтеграции, кон развојот на државата. Воедно, исто така би сакал, да не ги спомнуваме оној неспасен обид со мигрантите што сака да нафрлат, но можеме исто така да напомнеме и добар дел од нивните пресконференции или настапи во јавноста беа кон самите чекори за реформската агенда, кои што доколку вие не сте посветени на овие полиња што ги избориме преходно, нема да имате резултати ни таму. А таму токму тоа и се потврди, дека Македонија напредува со огромна динамика, си ги задоволува своите барања што се од нас. Тоа е, патем кажано, реформската агенда по учинок, практично си имаме чек-листа на закони и активности кои што треба да се реализираат и по нивната реализација дојде одобрението на овие средства кои што беа одобрени за наше огромно задоволство. И пак повторно ќе кажам, тоа не треба да се гледа како награда, туку да се гледа како еден дополнителен поттек за уште посериозни, похрабри, подинамични, попосветени чекори при реализацијата и на нашите програмски ветувања, но и на барањето на нашите партнери на нашиот пат кон Европската унија. Но опозицијата, иако доби една силна шлаканица, со најголемото нешто што се случи во однос на оправдувањето на реформскиот пат, зборуваме за најмногуте пари што ги добивме од трите кандидати. Ние добивме 69 милиони, едната доби 44, другата 40, тоа се фронтранерите, така наречени. Зборуваме нели за Црна Гора и за Албанија, ние добивме по 50% повеќе средства од нив, во време кога опозицијата секојдневно ламентираше за некаков си застој на реформскиот процес, но ден денес Тони не призна. Тие се уште ви одбројуваат дека не бил завршено, значи парите паднаа минатата недела, тие бројат уште немаат по паметна работа. Мислам дека самите се ставија во таква стапица од каде што не може да излезат со соодветна комуникација, па ни со јавноста дори би рекол, камоли со нас. Ја често упатував дека има основа и од страна на мнозинството и од страна на владата, со конкретни чекори, со конкретни примери каде што се укажува дека секоја наша мерка, одлука, предлог законско решение се трудиме да биде што е можно поголем инклузивен процес, да бидат офатени сите мислења, да бидат сите барања реализирани или офатени или обмислени со цел да имаме најквалитетни законски решенија и најквалитетни проекти кои што може да бидат исползувани од сите. Тоа опозицијата не го разбра. Дори и во делот на реформската агенда често имаше дискусии и во парламентот, често имаше и во јавноста, каде што динамиката јасна беше од страна на владата. Тоа беше процес кој што не е таен, кој што беше јавен, кој што можеше се види. Наместо да го поддржат процесот, можеби со дополнителни нивни идеи или некој предлог решенија, наместо да го охрабрат процесот каде што серија на институции беа офатени во истиот, тие се решија да влезат во една зона на нивна реалност, јас тоа го велам, каде што упорно се обидуваат да бидат изолирани од реалниот свет. Како што кажав и преходно, тие средства се починок. Во реформската агенда јасно се наведени кои законски решенија, каква имплементација, кои рокови се офатени, за кои што треба да се реализираат и согласно секоја една од точките во реформската агенда следеше соодветен износ кој што треба да биде потик за поратаму и не случајно е во дело. Така да не се само средствата во прашање, туку станува збор за нашето задоволство од реализацијата и динамиката со која што се справува владата на нашиот пат кон Европската унија. Не е завршено, ние ќе останеме посветени. Верувам дека уште побави вести доаѓаат и со оглед на сите случувања на геополитичко поле или во регионот. Сведоци сте дека и мнозинството и владата е силно посветена и дека не само што се справува со ситуацијата, туку Македонија веќе ги има и првите резултати за наш континуиран, основан, издржлив развој. Гледано отстрана, испаѓа дека опозицијата сака Македонија да земе помалку средства. Тоа е реалност. Ако ти блокираш реформски закони, кои што се основата за исплатата на според учинок, буквално кажано, нели така доаѓа работата, во неколку наврати сме шампиони. Самата Марта Кос
она за која што тресеа зелени, исто така за тројанските коњи што ги извадија од контекст, па ги демантираше кабинетот на Марта Кос ден денес. Велат дека ВМРО и премиерот се тројанските коња добија демант во целата приказка, но испаѓа дека тие, блокирајќи го еве изборниот законник и останатите, сакаат Македонија да земе помалку пари за да вие имате, така гледаат, нели, вие, а не ние сите заедно, помалку пари да има државата, за да има некаква си криза, за да тие може да поентираат. Премногу е дегутантно и инфантилно, ама жал нели така? Добија демант и од еврокомесарката, добија демант и од евроамбасадорот, добија демант и од серија на представници од Европската унија. Пред да биде устоличена оваа одлука што беше преходно, останаа неми и слепи, нистото едноставно го игнорираа тој дел. Тоа е нивна работа, тоа е нивни ментален склоп и е дефинитивно различен од нашиот. Предпоставувам дека алудирате на изборниот законник, и неуследно решение каде што е и каде што државата и ние сите сакале или не сакале зависиме од нив, бидејќи изборниот законник треба да биде донесен со консензус и дефинитивно е точка на нашиот пат и делот и препораките и од она што се очекува од кај нас, препораките на ОПСЕ го мислев. И верувам, ја сепак се надевам дека во некој момент ќе сватат дека грешат и ќе го сменат пристапот. Бидејќи ова не носи резултати за никога, а дефинитивно е кошница за државата. Може би се решиле така во недостаток од доволно основи за критика или на недоволно развиена стратегија или можеби едноставно не следење на состојбите, но сметам дека грешат. Неколку пати тоа го имам кажано и исто како што сметам дека не е ни добро ни за нас, ни за државата нивното однесување. Ние имавме и сега бевме сведоци, излезе нивниот лидер, укаже едно на пресконференција, па се повлекуваме, па не доаѓаме на расправите, за потоа да излезе нивни представници да настапат за сосема друго. Денеска бевме на пленумската расправа сведоци на нешто трето. Едноставно, јас тоа носно го укажувам, не мора за се да се сложиме, се разбира дека можеме да имаме и различен пристап, и различни мислења, недоразбирање и така натаму, но во секој случај барем некои основни цели треба да се движиме сите заедно и тука да се надминеме самите себе си во интерес на јавниот интерес или на државата и нацијата. Не било тоа никогаш случај со наша опозиција. Се надевам дека ќе биде случај понатаму, иако нема многу надеж со ова нивно однесување барем досега. За жал да, бидејќи како што кажа и ти самиот ги демантира амбасадори, зборуваме за мигрантите, зборуваме за стратешкиот договор со Велика Британија, за Унгарија и кинеските пари. Ако се сеќаваш, и таму добија демант од Марта Кос, директен од кабинетот нејзин, не се повлекува и ден денес го зборува тоа истото. Добија исто и шлаканица од Томас Вајц, кој што им кажа дека користат интервју старо 2-3 месеци, дека Македонија не е тоа што е кажано тогаш, дека Македонија сега супер во реформската агенда, не допре тоа до нивните уши, продолжува да го вергува тоа. Претпоставувам, мисля дека 100 пати кажано, лага, а кај нив 1000 пати ќе биде вистина. Денеска тој не добија уште една шлаканица, многу силна шлаканица во однос на тоа што го потпишавме со Хрватска. Ако се сеќаваш, еден од главните наративи кој што го употребува директно и за мојата Алфа телевизија беше дека ние сме дел од некаков си српски свет и ден денес на пресконференциите. Каква е таа земја од српскиот свет што потпиша со Хрватска стратешки договор, нели? Малку работата е... Тоа се нивни грешки. Македонија нема време да посвети премногу на нивните дневно-политички потези, бидејќи се неиздржани и неосновани преди се. Ќе бидеме силно посветени на работа, ќе бидеме силно посветени кон реализацијата на нашите програмски определби. Сведоци сме на едни искрени и честна генерација на политичари кои што успеа прво да го запрат падот на државата, а веќе да ги видиме и првите резултати со динамична и посветена реализација на проектите. Можеме тука да го споменеме, наместо да гледаме нивните пресконференции, можеме да го отвориме и новиот портал што беше промовиран пред 10
стотина дена, каде што буквално секој капитален проект, динамиката на неговата реализација, средствата што се потрошени, степенот на реализација во реално време може да се следи, измените што беа направени беа исто така направени, да се направи притисок и врз институциите и врз изведувачите за побрза и поефикасна реализација на работите. Во моментов течат повеќе од 1150 проекти во локалната самоуправа, каде што граѓаните можеби на најдиректен, најнепосреден начин може да ги видат. Од првиот и од вториот повик, првиот повик е веќе она што Министерството за локална самоуправа имав една можност министерот што ни го кажа, веќе близу 90 и некој процент е на комплетна реализација. Вториот повик 80 и некој процент, 84% мислам дека беше од проектите веќе во подмината фаза, каде што се извршени проектите, спроведени постапки за тендерирање, воведени во работа, каде што имаме некоја движење на динамика. Се разбира и она што мене многу важно, тоа не поминува без проблеми. Тоа се работи со кои што се соочуваш и треба да знаеш начин како да ги надминеш, особено ми значи што еве кога веќе го спомнавме Министерството за локална самоуправа и министерот Перински, каде што првите проблеми што не идоа, дека голем дел од општините не беа спремни за толкав износ на средства. Владата обезбеди рамката, но капацитетите беа лимитирани, веднаш пристапија кон веќе реализиран ресурсниот центар, каде што Министерството ќе одговори со сите неопходни човечки капацитети во однос на експертизи, во однос на поддршка на самите процеси. Исто така има уште еден дел каде што локалната самоуправа ќе добие непроценлива поддршка во однос на менаџирањето на процесите и заекнување на нивните капацитети, меѓу другото и обуки и стабилизирање на истото во иднина, така да не е страшно да се соочите проблем, страшно е доколку истиот го игнорирате или го ставите на страна. Сега се сведоци дека работите се решаваат, има динамика која што е задоволителна и тоа се дава резултати. Јалови се обидите кои ќе ви кажат зошто, на пример, денеска од дискусијата, зашто ќе се задолжувате или да правите споредби со било кој период преходно. Не е чудо да се, или не е ништо страшно да се влезе во процесот да се земе кредит со цел да се реализира нешто. Тоа е, впрочем, во секој буџет се има дефиниран дефицит, што се финансира од дома, што се финансира од задолжување и никогаш не е проблем доколку задолжувањето надмине, развојот на државата го надмине задолжувањето. И тоа е клучната разлика можеби во однос на периодите со СДСМ. Тие успеа во нивниот период да не заложат повеќе од сите генерации назад. Беше близу 4 милиарди, заврши со особи 300, мислам дека беа со заложувањето а при тоа да се навратиме наназад и вие и публиката и јавноста не за која шеста и сакам да кажам сетете се на барем 5 проекти кои што оставиле силно значење или дури тие што ги отпошта стоја така, немаше движење на автопатите, беа дадени само авансите, неречени имотно правни спорови, недефинирана траса, проектирањето исто така проблем. За разлика од нив, од првиот ден од кога се реши дека тие проекти ќе поминат, веќе се сведоци дека на една динамика на реализација на истите. Истото се однесува и во другите сегменти и не е ни чудо што веќе последователно 5 квартали имаме еден сериозен степен на раст. Минатата година завршиме со 3,5% со сите потешкоти од обкружувањето што ги имаме и сите проблеми што ги има Европската унија, бидејќи тамо нели на нашиот најголем партнер кај што и ги извезуваме најголем дел од нашите добра. Така да можеме да бидеме задоволни, но не треба да станеме, треба уште попосветено, уште подинамично со цел да надополниме она што беше испуштено преходно. Од истите оние кои што има 1% раст одредени години, добивте силна критика за денешното што го спомена ти задолжување од 260 милиони евра. Се обидоа. Да. Јас можам и да се повикам и со конкретни бројки да видите зашто ги троши парите преходно. Не знам, за 100 милиони евра за во ЕСМ што никој не се види трагата. Се дадоа на проекти за одржливост, се дадоа на проекти на заштита на нешто што не постои. Да не споменуваме 700 милиони евра кои што Државниот завод за ревизија ги оцени како нетранспарентно потрошени во ковид кризата и така натаму и така натаму. Генерално таа перцепција и тој впечаток и тој заклучок
И состојбата со која што беше затекната државата по промената на власта, на разрушени институции, потопени во корупција и така натаму, укажуваше на тоа дека беа запоставени сите процеси, еден конформизам кој што малку даваше моменти дека биле посветени да реализираат нешто тоа што го ветиле. Нашето мото е друго, си имаме програмски определби, си имаме програмски цели и си имаме програмски ветувања кои што интензивно се работи на нивна реализација и на крајот на криштата граѓаните се добро запознаени, знаат да ценат, знаат да направат разлика и не изненадува фактот што денес бевме сведоци на уште едно испитување на јавното мислење од еден реномиран наш меѓународен партнер, каде што разликата веќе меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН 3:1 на штета на СДСМ, но сепак повторно ќе кажам, тоа не е работа која што треба да не опушти, тоа треба да ни даде само потик, поддршката од граѓаните да искористиме да имаме целосна посветеност кон реализацијата на ветувањата. Факт е дека тие ги кочат евроинтеграциите и преку законите и се. Зошто не ги употребите оние европски знаменца кои што тие ги мафтаа како пиратски? За сите оние закони за кои што не требаше ни воопшто да некому да му текне да ги употребат, не зборуваме за кривичниот, сака за марихуаната да ги употребат, па за среќа нели не, што веќе не употребија за закони кои што нити беа европски, нити реформски. Имаме пред нас редица реформски закони кои што овие ги кочат заради тоа што тоа ќе значи успех за државата значи успех за вас, а тоа значи негатива за вас, за нив. Многу едноставно објаснето, но го прават тоа, зошто не ги употребите европските знаменца? Многу пластично и добро го кажавте нистото, некои веќе и подзаборавија како беше. Ние имавме закони, европските знаменца требаше да бидат каде што има европска кореспонденција, основа на европски директиви кои што се имплементираат и така натаму. Имаше редица на закони каде што воопшто не беше наведено за што во суштина која директива европска ќе се имплементира. Се разбира дека паралелно со тоа течеше и Жан Моне процесот, и каде што како резултат на истиот е и новиот деловник кој што работи собранието на Република Македонија и вака наивни се дори овие изјави кои ќе се укаже на редовна или скратена постапка, имајќи предвид дека јавноста не е толку детално запознаена. Во суштина, со новиот деловник, сега што се користи, практично нема услови за филибастеринг, но исто така нема услови ни за потреба за таква практика како што имаше од страна на СДСМ. Често укажуваат за закони со скратена или редовна постапка, малку луѓе знаат дека се неколку дена во суштина во прашање од истите. Она што мене ми е многу важно веќе кога отпочнавте сегментот за работа на собранието, што во овој период од 2 години, вие сведоци сме сите, може да се провери, лесно е, има одржано и спроведено повеќе јавни, надзорни расправи, отворени денови, каде што од сите периоди наназад заедно. Уште еден сигнал, уште еден импулс силен, каде што секој законско решение се труди да се офати од што е можда повеќе аспекти со цел да имаме навистина издржливи и применливи законски решенија. Така да, проблем е ако вие немате можност да си го кажете своето мислење. Проблем е доколку ви биде спречен обидот да допринесете да биде тоа законско решение подобро и така натаму. Напротив, овде гледаме дека тоа не е случај, а од друга страна, па сите можности што ги имат не ги користат. Ретко се појавуваат на комисиите, незначително учество и така натаму, сега тоа си го знаат они зашто тоа така го прават, но во секој случај мислам дека динамиката на реализација и од аспект на законските решенија е задоволителна. Впрочем, тоа беше потврдено и од последниот извештај на Европската комисија, верувам дека истата конфирмација ќе биде и во следниот. Зборувавме за европските знаменца за Европската унија. Денеска во рамки на стратешкиот договор кој што се потпишуваше во Охрид и хрватскиот премиер Пленковиќ кажа дека ние бевме понапред во однос на евроинтегративниот процес од Хрватска, а таа е толку веќе 12 години веќе е членка што се вика, но ние бевме понапред од нив, но и самиот кажа дека Македонија буквално кажано е жртва на непримерни блокади. И непринципиелни блокади. Така што и од Хрватска сите го знаат тоа, не е само, но сепак признание е сепак за нашата работа дека всушност не се работи за копенхагенски критериуми, за реформи и за се. Ние беше Грција, сега е Бугарија.
И исто така имаше силно негодување по однос на предлогот од страна на хрватскиот премиер за предлогот за брзо степено прием на Украина во Европската унија и споредбата со Западниот Балкан. Видете, факт е тоа дека Македонија имаше континуитет на работа и на резултати на полето кон приближувањето со Европската унија и факт е тоа дека налетавме на такви препреки кои што не сопреа на патот. Ниту една држава друга нема такви препреки на патот кон членството на овие евроатлантски организации како што беше Македонија, ниту една друга држава не беше приморана да направи такви жртви, такви лузи да останат и на нацијата и на историјата како Македонија. Но тоа не обесхрабри да продолжиме да веруваме дека пред да влеземе во Европската унија треба Европа да биде кон нас, што значи да ги реализираме, имплементираме највисоките стандарди, да почнеме да размислуваме и работиме како европјани. Иако Македонија беше приморана и да смени знаме, да направи серија отстапки, промени на уставот неколку пати назад, промена на името, кое што се уште е сензитивна тема за нашето општество и конечно препреката со Бугарија, која што е навистина несфатлива дури за најголемиот дел на дипломатите. И во овој предизвик ќе се соочиме директно. Верувам дека со посветена работа, доколку ги направиме резултати, доколку Македонија биде на здрава основа, ќе има услови во кои што ќе можеме да се надмине истото и да успееме нашиот наратив, нашите аргументи да ги наметнеме пред овие неискрени и нефер односи и практики на нашиот источен сосед. Не треба воопшто да спомнуваме, не ни сакам опозицијата да ја коментирам од проста причина што дури и сега укажува дека таму немало ништо страшно и покрај месеци и месеци, покрај сати дискусии, дуели, размена на аргументи, покрај два многу јасни, малтене плебисцит изборни циклуси, каде што граѓаните укажаа дека нема да го поддржат истото, каде што укажаа на што треба се издржи, на што треба се обстои, во која насока да се движиме, тие сепак сметаат дека доколку наведат или ја свиткаат кичвата дека така би дошле до власта, не се доаѓа така до власта. До власта се доаѓа со посветена работа, со континуирана комуникација со граѓаните, со непосредни средби, со согледување на проблемите, со давање предлог решение и со решавање, односно реализација на истите. Само така, денеска јавноста е многу свесна, многу добро информирана, има можности да направи разлика, има можности да направи компаративна анализа и така да нивниот избор секогаш да биде најиздржан на крајот. Да, често пати велиме дека опозицијата не треба да ја коментираме, но тони доаѓа Пленковиќ од Хрватска и ни вели дека имаме блокада непримерна во континуитет, сите знаеме од кого. Предходно Томас Вајц ги демантира, вика тој вториот протокол од францускиот предлог кој што го прифатија истите тие што се сега во опозиција, додека и вие во собраниските клупи со она не и ние на улица со она не им велевме, не го правете, тоа не го направија. За жал, сега сите странци знаат што ни се прави, што не треба да ни се прави, сепак не може да не ги споменуваме кај ќе ни беше крајот доколку бевме единствени и унисони како држава, како нација. Поради нив имаме едно меко ткиво кое што секој што ти прави нешто што ни прави, како што еве сега ни го прават бугарите, ќе речат ги употребуваат, гледаме привози на нивните телевизии, ги користат изјавите на Венко Филипче и на Жерновски и на останатите, нека нема проблем, Македонија нема проблем. За жал, тие се представени и се представуваат колку и да не се како македонска партија и сега бугарите викаат еве, видете, овие од опозицијата порано и на власт велат дека немаат проблем со нас, нити пак ние атакуваме врз нивните идентитетски прашања и одредници, што само Венко Филипче мислам го нема видено, не знам какви очила носи, ама итно да се ги смени. И вие би го правеле да сте новинар од таа страна? Да имате таква можност, со такви изјави на вако важен спор. Така, како кецна десетка викаат. Дури многу често имам чувство дека се на некој начин координирани. На страна заедничките слики и средби што биле приватно или службено, чувството кога
најрадикалните политичари од Бугарија ќе излезат со изјави во Европарламентот или во нивната јавност, секогаш некако по дефиниција ќе се појави некој представник од врвот на СДСМ со некој сличен наратив или со некоја поента во насока тоа дека владата и ВМРО ДПМН се криви, а у суштина бугарите се многу разбирливи, тие не бараат ништо од нас и така натаму. Јас знам дека е специфична ситуацијата, но знам дека никогаш најлесните решенија не се најдобрите решенија. И знам дека од оваа ситуација владата ќе изеде и сила и решение како да бидеме повторно како граѓани, како нација не победници, туку да преживееме уште еден атак врз нашиот бит. Бидејќи повторно ќе се вратиме на менталниот склоп. И во делот на нивната игнорирање на реалност. Такви беа и сега во опозиција, такви беа и на власт. Во тие денови, доколку беше земена подадената рака од ВМРО ДПМН, доколку беа земени предвид нашите ставови, укажувањата наши за ризиците за можно блокирање на Македонија и понатаму, верувам дека можеби ќе беше и поинако. И како нација ќе бевме потврди и како држава. Дефинитивно и тогаш укажувавме дека тоа тука нема да застане. Дека и покрај договорот, анексите што стојат, протоколите кои што се задираат многу подлабоко од сама, како што они велеа, едноставна промена на уставот. Импликациите и последиците по македонската држава и нација ќе беа катастрофални. Добро е што тоа граѓаните го видоа, добро е тоа што обстојавме на тој став и добро е тоа што имаме толку силна поддршка со истото да се справиме. А тие што велат дека нема ризик по македонската нација, дека едноставно треба повторно да се впуштиме во авантура каде што треба да се откажеме и од она малку што ни остана како држава и како нација, денес веќе со едно цифрена поддршка, верувам дека таа ќе биде уште помала доколку се продолжи во иста конотација. Ја пак ќе кажам, ВМРО ДПМН подаде рака кон сите, отворено е за сите добронамерни за развојот на Македонија и низината иднина и верувам дека доколку се поддржат ставовите од владата, што е можно повеќе политички чинители, Македонија ќе има појака, поиздржана преговарачка позиција со која што ќе успее да ги презентира во најсилно и најдобро светло аргументите кои што се дефинитивно на наша страна. Дали сепак дуваат некои други ветришта од Европската Унија? Последнава недела имавме повеќе изјави кои што навестуваат дека се менува ставот кон Западниот Балкан, а со тоа за наша среќа и за нас. Го видовме Петер Маѓар, новиот премиер на Унгарија, за кој што СДС истроши многу време да лобира, наводно што беше тешка глупост, правејќи споредби со Орбан и со Македонија и сето тоа, но нивниот во наводници Петер Маѓар излезе и рече каква Украина, Западниот Балкан мора да биде прв што ќе влезе, буквално кажано, мора да се истретираат сите тие земји што дадоа многу од себе за да го испочитуваат процесот и да направат се, меѓу нив сме и ние. Излезе Мерц навргу и тој со сменета лента, да не речам, дека Западниот Балкан треба да добие посебен однос од Европската Унија и на пазарен план и на други планови. Излегува 5 членки заедно и тие рекоа Западниот Балкан мора да добие на полето, особено зборуваме на економијата и финансиската соработка, многу по-засилено и подобри пристапи до европските фондови. Се менува ли Европската Унија во овој однос? Да, тука е се поради Украина, која што некој се обидува да протне земја среде војна, и сега Украина да влезе пред Македонија навистина е нонсенс, но еве се разгоре приказката и се отвори приказката за заборавениот Западен Балкан. Говориме за неколку процеси кои што се актуелни во Европската Унија, која што исто така е соочена со соодветни предизвици. Не е само војната, туку и импликациите и последиците што истата ги предизвика, преходно беше енергетската криза, преходно беше финансиската криза, ковидот извеѓу нивната желба за реформски измени внатре во структурите на Европската Унија и многу од нашите партнери се појави едно чувство дека има мал замор од проширувањето во Европската Унија и во таа насока ја бев еден од оние што велеше дека нема подобра работа од пристапот со реформската агенда, бидејќи сега се работите мерливи.
И буквално нашиот прогрес, не дека и преходно си имаше методологија, но овде навистина имаме што треба да се направи, во кој ред да се направи и кои се контролните механизми, дали истото е направено согласно планираното. Доколку е тоа реализирано како што треба, идете понатаму, добивате собствена верификација на сработеното од страна на Европската унија и можеби токму и тоа и ова чувство сега што имате дека се придвижуваат работите и дека имаме подруг пристап од Европската унија, се разбира дека тука мораме да напоменеме и промената, односно подобрената меѓународна политика што сега се промовира од страна на владата, незината посветеност, честа застапеност во Европарламентот, во амбасадите, каде што навистина се троши многу време и енергија да се презентира и нашите ставови, но и навистина нашите чекори кои што се прават и реализираат, така да дефинитивно доколку е таа перцепција и алудирате на подобри ветришта, дефинитивно ги има и дека тоа само ни дава потврда уштена дека се движиме во правилна насока, со правилно темпо и треба да продолжиме со истото. Имаме уште теми за отворање, со нас е пратеникот Тони Јаревски, ќе возборуваме и за правдата во Македонија, за она што не очекува на различни полиња во ова 2026 година, во минува еве тука и вториот квартал од годината. Се враќаме веднаш по кусиот блок реклами, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеникот Тони Јаревски. Зборувавме за многу теми во првиот дел од емисијата. Тема која што може би најболна за македонецот, за македонскиот граѓанин е темата на правдата, која што за жал е повторно обструирана од едни луѓе кои што беа поставени да бидат одстапница нечија која ќе паднат на вас. Сите го знаевме тоа. Сме го коментирали и со тебе по емисии и со сите гости што биле тука дека се случува тоа. Еве, не требаше многу да помине да видиме на дело дека одстапницата си ја врши зарадената задача. Нема случај во кој што не реагира како што треба, секогаш е како што не треба. Го зацкрија случајот за СЈО, само 4,6 милиони бонуси, нешто е тоа, нели, што знаат децата што се 4,6 милиони. Сега зборуваме за 167 милиони, па наеднаш немало никаква штета врз буџетот, немало штета врз СМ, наеднаш пропаѓа тој случај. Зборуваме за случајот Мазут. Како гледаш на ова што се случува? Нема недела да нема скандал во судството, а сега и во јавното обвинителство, мислам дека ова е најрезивот на јавното обвинителство до сега. Правосудниот систем и судската власт се дел од столбовите на државата. Третиот столб треба да биде независен. Вие целокупниот правен поредок, владата или парламентот, може да даете надчовечки напори по однос на реализацијата, ќе има резултати, но нема да бидат помаловажни и нема да бидат здрава основа за развиена држава, доколку делот со правосудниот систем и одговорноста за сработеното и несработеното не дојде до израз. И тие беа можеби најгласни за право и правда, видовме како тоа целото заврши. Како гледаме ние на тоа? Јас видов дека не десетици, стотици предмети беа иницирани до обвинителството. И од таму добивавме или немаме докази, или чекаме да некој да поднесе пријава. А ги имаат стотици и во моментов. Имате толку многу јавни изјави, толку еклатантни докази што излегува во јавноста. Добар дел и вие како новинарите што ги откривте и се уште ги откривате, каде што немаше потреба, можеше се отпочнат постапките, тоа не беше случај. И јас затоа во неколку наврати во јавноста кажав дека добро е што имаме сега јавен обвинител кој што беше со консензус подржан, кој што немаше дамка, но исто така укажав дека очекувањата се навистина големи. Одговорноста не е само за негова лична, не е само за институцијата, туку е многу поголема и се рефлектира врз целата држава и врз сите текови. Интензитетот на истите и резултатите кои што следат. Верувам дека и органите на прогонот
тие вршат својата работа. Не мора тоа да биде условно кажано видливо, да се прават спектакли и така натаму, но важно е правната држава да функционира, каде што очигледно сега и перцепцијата на граѓаните е толку ниска, последователно многу испитување на јавното мислење е ниска и впрочем и искуството што сите помалку или повеќе го имале со тие институции, гледаме дека е незадоволително или е лошо. Дополнително на истото доаѓа и проблемот со кадарот што го имаат, недоволно кадри. Пред некој ден добив информација дека малтене 20 до 30% од човечките капацитети се непополнети, не само за бројот на судии, туку и оној административниот логистички кадар кој што се, така да тоа е сегмент со кој што за жал се уште не можеме да се гордееме како држави, каде што очекувањата се големи. Се надевам дека и најдолгото патување нели почнува со првиот чекор, така да работата на јавното обвинителство можеби ќе биде првата светла точка. МВР се разбира дека се очекува да продолжи да работи со полн капацитет и ова е област, ова е сегмент од државното уредување каде што навистина премногу испуштено и каде што ќе треба во единица време да се очекуваат најголем број на резултати во периодот пред нас. Дали влеваат надеж сепак и изјавите на министерот Тошковски дадени вчера дека следуваат нови докази кои што ќе ги шокираат граѓаните во Македонија, позитивно ќе ги шокираат, бидејќи сепак она што се правило ќе се покаже, предпоставувам дека е така. Дали ова влева надеж дека работите сепак нема да останат тука и овој случај кој што е едно од црните петна, имам еден бегалец кој што уште нема абер да се врати за тоа што предпоставувам знае дека случајот ќе се реотвори или се плаши од тоа, се уште е во бегство, а некој го укина овој случај. Искрено се надевам и верувам дека Министерството за внатрешни работи и министерот силно биле посветени на ова, бидејќи чувството на неправда и реакциите од јавноста и од фелата беа навистина силни и искрени, би додал. И не се во корелација со сите овие други работи што ги наведовме, а што се сведоци денес. Се од едната страна гледате прогрес, гледате динамика, гледате интензитет, кој што се движи, а од друга страна стоиме во место кога станува збор за правото. И реално е да се очекува дека такви мислења ќе има дека некој некого штити во истото. Еве ја ќе оставам простор и ќе укажам дека и тие најверојатно се соочуваат со ситуација, со неможност, со опрема, кадар, не знам, услови и така натаму, иако најдобар дел од сите работи што ги напомнавме беше надминато. И по делот на условите, и по делот на опремата, еве и со кадрите, со академијата ќе се отлучи најверојатно процесот, но сепак поддршката што имате е исклучително ниска, а пораките што ги добиваме или информација што ги добиваме таму никогаш не се во зоната на пријатно. Се надевам дека новите докази ќе дадат едно нова светло на целиот случај и она силно чувство на неправда што сега е застапено во јавноста ќе биде во најмала рака ублажено и надминато. Дали сепак најголем виновник за тоа што граѓаните гледаат вина кај вас за ова што се случува, да ова е третиот столб на државата, како што кажа и самиот, тоа е судството, односно правосудниот систем врз кој што вие реално немате влијание. Но дали сепак најголем виновник за целата приказка, за да вие изгледате виновни, е кај Заев и неговото раскупено судство. Сите знаевме со години на нас за тие 7 најтемни години во историјата на Македонија од независноста, како функционираше тоа распупено судство, самиот си кажуваше на оној кој што се грижеше, си го зема примато да се грижи за реформите во судството, човек кој што беше 3 пати аболиран за пуч, за подкуп и за глобал, меѓу другото. И сега тој остави таква слика дека извршната власт е таа која што ги има сите полуги на системот да направи се што треба. Тој беше оној кој што и беше на жешка линија со Вилмика Царски, со Лилиња, со Катица, да не зборуваме. Имаме директни сведоштва од јавни обвинители и од суди дека се случувало тоа што се случувало, дека биле буквално на копче. И сега граѓаните се навикнуваат на тоа и сега кога доаѓа ситуацијата некој да си ја тера работата како што треба, во превод вие да не дигате телефони и да не стискате копчиња, вие сте виновници.
кога велиме Да. многу често и по емисии и во јавност треба секојаш да се биде принципиелен и консистентен. Ова е еден од тие моменти кога велиме дека и принципиелност и конзистентност си има своја цена. Тоа што тие така го правеле е осудено од граѓаните и не треба да го правиме. И не е добро за државата така да биде направено. И се надевам дека никогаш нема да биде повторено. Но од друга страна притисокот стои, иако е независна власт, иако централната извршната власт не можат и не смеат да влијаат врз судството, чувството на обесправеност и желбата за правда е толку голема што граѓаните прават притисок да се преземе нешто на тоа поле. И затоа си толку често овие повици за акција, затоа се овие обиди за реформи што може да се направат од аспект на централната или извршната власт да се подобри ситуацијата или да имаат услови конечно да почнат да си ја работат својата работа. Но мислам дека дури на тоа поле не можеме да станеме вечно. Ќе се изнајде начин, ќе се изнајде форма, ќе се изнајде методологија. Никој пред фактите не може да остане вечно инертен, никогаш не може да бидат игнорирани, така да можеби и ова што го кажавте вие со министерот е најубавиот чекор што можеше да се направи во таква специфична или комплексна ситуација, само со работа, со нов пристап, со нови докази да се реши и таа ситуација кај што чувството на неправда е навистина или изиграност на правдата или неодговорноста заштитена е навистина изразено. Верувам дека ќе следат и нови докази, но верувам и посакувам да има и нови случаи. Секој што сгрешил треба да одговара и само така можеме да градиме држава, само така можеме да изградиме здрава нација и само така можеме да оставиме иднина за нашите деца. Кај многумина постои чувството дека времето, односно работите се движат многу брзо. Еве, ќе речеме, кога помина него јуни, каде и да е, ќе помине и вториот квартал, нели, од оваа 2026-та. Еве, за крај, што очекуваш за Македонија во 2026-та и на полето на економијата и на другите полини? Оваа динамика што имаме со висок степен на раст, очекувам да продолжи. Верувам дека овој период и по однос на исполнувањето на зацртаното и по однос на реформската агенда тие работи ќе продолжат. Очекувам дека ќе имаме во период кој што наоѓа пред нас во јуни определени кадровски освежувања, зајакнување на владата, кај што ова темпо не само што ќе биде задржано, верувам дека ќе биде и изголемено и со таков интензитет на работа очекувам дека растот ќе биде задржан. Очекувам дека ќе се соочиме многу подобро и постабилно со предизвиците од регионот или ќе бидеме во врвот на оние што најдобро се снаоѓаат. Очекувам дека овие 18.000 нови вработувања што веќе беа реализирани во овие 2 години ќе нарастат уште за неколку луѓе и очекувам дека силна посветеност и на локалната самоуправа, каде што на почетокот на емисијата мислам дека напоменавме и добар дел од проектите од вториот повек се со висока реализација, дека до крајот на годината истите би биле најголемиот дел реализирани. Очекувам дека искуствата од реализацијата на тие проекти ќе биде искористена, дека капацитетите на општините сега се на повисоко ниво, дека овој период кој што помине измеѓу беа и институциите и општините посветени на изготовка изготовка на нови проекти и се надевам дека владата повторно ќе биде доволно широка, ќе може да ги согледа потребите на граѓаните и општините и дека следната година некаква форма на програма или повторно ќе има со каде што животот ќе биде уште подобар и поефикасен. Очекувам условите за работа дека ќе бидат во најмала рака исти или подобри, бидејќи ова е патека која што гарантира веќе развој на Македонија. Наше е да останеме посветени со тој интензитет да продолжиме и успехот ќе биде загарантиран за сите. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам на поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу. Супер, брат.